Здраво, ова е 184-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Pieces of a Woman на Корнел Мундручо, во кој станува збор за Марта и Шон, глумени од Ванеса Кирби и Шаја Лабаф, пар од Бостон кои претрпуваат трагедија при домашно пораѓање на Марта. Филмот представува нејзина едногодишна одисеја во која мора да се помири со губитокот и справи со ненадминливата тага, а при тоа да ја пополни пукнатината во бракот и да се соочи со напорната мајка. На крајот на измачувањето се наоѓа средба со бабицата која е осудена од околината и уште пред да започне студењето. Жената која е скршена на мали парчиња мора да најде начин да ги состави со цел да продолжи понатаму во животот. Филмот започнува со еден од највпечатливите пролози, еден 20-минутен кадар во кој непречено, без резови, се одвива породувањето, прекрасен кадар во кој е содржана турбулентната палета на емотивна состојба на тага, болка, радост, среќа, кои се прелеваат од една во друга, без да му остави простор на гледачот да земе здив. Во останатиот дел од филмот, Шон и мајката на Магда водат една линија на отпор со потреба од реваншизам кон бабицата низ правниот систем, а Магда сака да го донира бебето на медицината за да биде од корист нејзиното тело за унапредување на медицинското истражување, за да не се доаѓа до вакви несакани последици. Секој на свој начин се носи со различен стадиум на соочување со биолошкиот губиток, со психолошки последици. Соодветна постапка е што Корнел не се фокусирал на судењето, туку на вртлогот на емоции низ кои проаѓа Магда до судењето, меѓутоа умее Корнел од немајкаде да го инволвира Холокаустот во монологот на Брстен. Плосното лечење на душевните рани нема да биде делотворно, посебно некога се општи со човек надвор од брачната постела. Секој на различен начин ги лепи парчињата на скршениот живот. Шон и Магда доаѓаат од различна финансиска ситуираност и тој јас, мајката на Магда, успева да го наметне и истакне, посебно во купувањето на автомобилот, но нивната врска и без интервенциите на мајката е напукната и детето нема да ја спаси. Корнел и Ката од секогаш умееле да ги прикажат нивните ликови со сите маани на површина. Факт е дека Магда треба да се соочи со траумата, но незината мајка е повеќе загрижена што ќе речат луѓето отколку за одлуките на незината ќерка. Шон не може да се носи со неговиот дел од траумата и бегството тој си го приуштува во алкохолот, жените и сието. Човекот кој гради мостови не може да изгради здрава релација со неговата сопруга. Соочувањето на Магда се случува во една катарзична сцена во која нема компензација за загубата. Волената сцена е снимена во 2 дена од 6 обиди, од кои 4-тиот е искористен во филмот. Унгарецот Корнел има од кого да учи за манипулирање на камерата и незиното движење низ кадар од неговиот сонародник Белатар. Јаболкото е континуирана метафора во филмот од мигот кога ќе го намириса во крупен план во маркет, кој се однесува на цикличноста на животот, но семките представуваат и алузија на необјаснивиот процес во кој некои успеваат, а некои не, без разлика на грижата, но тие што ќе изртат се дел од јаболкницата покрај која ќе игра незината ќерка, што е доволно јасна индикација дека животот продолжува и по најтурбулентните мигови. Оваа метафора директно се елаборира во мигот кога Марта објаснува што всушност представува мирисот на јаболкото за неа. Прекрасните филмови на Корнел најпрви блеснуваат на хартија благодарење на неговата сопруга, сценаристката Ката Вебер, која за потребите на овој филм создава една трауматична интимистичка приказна, низ која што поминала Ката, а без разлика на тоа колку детални да се описите на неискажливите јадежи на Марта, ќе останеа нереализирани и умртвени на хартија да не беше одличната актерка Ванеса Кирби, која го прифати предизвикот без око да ни трепне. Незината театарско минато и овозможи безпрекорно да го издржи напорниот и убедлив перформанс на почетокот, но демонстрираше истрајност и стоицизам до самиот епилог. Перформанс на стравопочит. Филмот можеби би постојал без иструстираниот грубијан Шаја Лабаф, но никогаш без Ванеса. Елен Брстин е соодветен избор за наметливата и настојчива мајка, која во секоја манџа е мирудија, што би рекле старите, а Бени Сафди и Илза Шлесингер се соодветен пар која отсликува колоквијалноста на неисполнителниот живот, ставен на пауза при пролонгираното закрепнување од шокот.
Ванеса им докажа на малоумните режисери дека нема потреба актерката да биде мајка за да може да се породи на филм или да глуми мајка, треба само да е добра актерка. А Ванеса и тоа како го докажа токму тоа. Признавам дека ми се допадна дискусијата за пост-панк ревайвал, односно пост-гранж ревайвал, како што го насловија доаѓањето на The White Stripes, Strokes и Hives и останатите бендови, камо сите паушални разговори на ликовите да беа за музика. Иако White Stripes наменски се искористени за паралела со мистеријата дали Джек и Мек се маж и жена или брат и сестра, алудирајќи на односот на Шон со братучетката. Во мигот кога Марта ќе побара музика насреде породување од воведната мелодија на пијаното на Хауард Шор, ќе заклучиме зошто е неприкосновен композитор кој знае да го засили сентиментот на актерската игра. До крајот на филмот е секогаш присутен елегичниот речиси лирски танц по дирките, за да ја преточи во отпеана нота на искажливата болка која ја крие Ванеса над молкот. Кинематограферот на култниот Менди, Бенџамин Лоеб, кој го документира неуспешното пораѓање во епскиот кадар, не се одвојува од Ванеса во текот на целиот филм и умее глатко да се движи во кадрите, за да го долови незиното продефилирање низ животот по несреќата. Тој не се плаши во крупен план да ги кадрира вените на вратот на Ванеса, кога ќе се соочи со немилата констатација. Тој со мини Алексеј Panavision Primal леќи и стабилизатор се доближува и оддалечува од ликовите во долгиот кадар без дрес. Долгогодишниот соработник на Корнел, монтажерот Давид Јанчо, неиздржано ќе го обвинам за падот на континуитетот на филмот, затоа што секое дело со бомбастичен почеток е осудено на пропаст, затоа што нема да може да го задржи до крај експлозивниот вовед, но затоа овој филм е една пролонгирана имплозија на иманентни јадежи на Марта. Градењето на мостот доловува соодветен проток на време. Режисерот Корнел Мундручо се појавува на светската филмска сцена во раните 2000-ти години со долгиот This I Wish and Nothing More, кој крие љубовен триаголник на криминалци и уште еден триаголник се оспоставува помеѓу вратениот Петер од затвор и неговата сестра и саканата девојка во Pleasant Days. Корнел не се плаши да ги прикаже ликовите со сите нивни недостатоци, маани и зависности, па и во таа линија се надоврзува болничкиот мюзикл Јохана, во кој доаѓа до Uncertain Regard номинација на Канскиот фестивал и од тогаш скоро сите филмови му играат таму, станувајќи миленик на фестивалот. 2000-тите ги завршува со уште еден повратник во Делта, кој се соочува со различна конфигурација на фамилијата, која дополнително ја комплицира со неговото вселување на Делтата, и уште еден повратник се враќа во домот од институцијата во Tender Son, The Frankenstein Project, кој не е добре дојден таму. Јас за прв пат се запознав со неговото дело во кино со прекрасниот White God од 2014 година, кој до ден денес сметам дека е најдобриот филм кој е снимен со кучиња. Бегалецот од Сирија го постави низ канонот на фантастичните филмови во Jupiter's Moon, а во исчекување сме на неговиот нов партизански филм кој е во подготовка, именуван If Not Now, When. Во Pieces of a Woman, исто како што Ноа Бомбах ја изрази Бергмановата вивисекција на семејството во Marriage Story, така и Корнел ги анализира пукнатините помеѓу Магда и Шон во Бергманов манир, со емоционална експлозивност клона од филмовите на браќата Сафди и Џон Касаветес. Pieces of a Woman својата премиера ја имаше на Венецијанскиот филмски фестивал, кај што се закети со 2 лава, еден за најдобра женска улога и другиот за Арка Синема Джовани за најдобар филм, а потоа играше и на TIFF пред Netflix да го постави на својата стриминг платформа и доближи до сите гледачи ширум светот, доаѓајќи до номинација за Оскар за најдобра женска улога, кој за жал не припадна во рацете на Ванеса, иако беше заслужен. Не можам да ви говорам за новиот филм на Корнел, Evolution, кој моментално е селектиран на Канскиот фестивал и ја доживува својата премиера таму. Филм кој се базира на едно фрагментирано навраќање на човечките судбини од Втората светска војна до модерен Берлин, па затоа одлучив да го анализирам неговиот минатогодишен филм, кој, иако имаше фуриозен почеток, не ја задржува тензичноста до самиот крај, туку се преобличува во нова творба на премолчена тага. Ова е филм за скршена жена која се обидува да ги собере и состави парчињата на демолираниот живот по доживеаната несреќа, во обид да се соочи со случувањето на немилиот настан,
организирајќи наплив на разнородни емоции. Филм за тоа како човечка трагедија коренито ги менува животите на луѓето и секој на свој начин се справува со болката. Ако морам да го евалуирам, тогаш Pieces of a Woman од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 184-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуалната полица и благодарам за вниманието. Поздрав!